раки шлаке, се до сабајле. Пред се ти благодарам за поканата на снимањето на твојот спот. Инаку Сања, пред да проговориме за новиот спот, сакам да спомним она тема која што никако новинарите и публиката поврза за тега, тоа е големиот мегахит Раке пука, раке шлаке, или правилно наречен Баш ме заболе. Очекуваш ли да биде толков хит кога влезе во студио да ја пееш? Здраво, прво поздрав до вас, до вашата екипа, благодарам на вашето гостување. Па, искрено очекував, пошто тоа беше моја лична идеја. Сепак, луѓето мислат вака или така, тоа беше лично моја идеја. Бев задоволна уште кога влегов во студио да ја снимам таа песна. Значи, самата музика, самиот текст ме доведе на тоа што додам понатаму и знам дека има нешто да биде, но сепак публиката е таа што треба да каже дали е добра песната или не е добра песната. Беше шок кога се пушти песнава. Колку беше спремна да ги прифатиш оние негативни коментари, зашто важиме за нација која што пре ќе ги види оние негативни страни него позитивните? Па сега, лично од моја страна јас да тргнам, штом сум решила да бидам на естрада, спремна сум во секој еден момент и позитивни и негативни работи да ги прифатам, но тие негативни работи можам да ги кажам како од љубомора, пошто денес луѓето сме такви, вака така, пред тебе тоа, зад тебе тоа, но искрено воопшто ништо не ме баш заболе. Баш ме заболе, ќе ставиме на страна и тоа беше мегахит. Колку после таа песна и таа фама која што е крена, е тешко да се направи нова песна, да се избере хит, кој што ќе се носи рамо до рамо со таква песна? Искрено, тешко прашање, баш е многу тешко тоа. Не е толку така лесно да се направи хит. Еве сега исто денес е тука снимањето на мојата нова песна Забрането и не можам да ја рамнам со Баш ме заболе. Што е поразлично од тие две песни? Една паралела да ме направиш. Што е поразлично? Према мене, самата музика, самиот текст, значи нашиот народ сака нешто живо, сака нешто современо. Доста беше од тоа све балади некои, сето е сега. Песната е дела на вашиот тим, значи тука се Дејан Момировски и Борче Нечовски, значи истиот тим со кој доста време, значи мојот тим, Бокс продукција, Дејан Момировски, Борче Нечовски, која сум многу задоволна и продолжувам со соработка. Забораваше насловот на песната. Забрането. Забрането, извини, да. Забрането. За тебе да бидеш близу мене. Забрането број од мене 200 чекори. Тоа е рефренот, само тоа можам да изјавам сега за сега. Денес заврши снимањето, баш сум задоволна. Се испадна како што и планиравме. Сега промоцијата на овој спот ќе биде за жал после нова година, во новата година. 2016 не можеме да стигнеме пошто многу ангажмани, многу сме во гужва. За спотот, кога го спомена, што може публиката да очекува? Ти немаш проблем со експлицитните сцени, значи се во граница на нормала. Што оно што ќе го понудиш на твојата публика и на оние кои што ќе го гледат спотот? Па тоа е една како љубовна приказна која завршила баш жално Забрането. И ќе се потрудам баш да одглумам максимум колку што можам, иако не се пронаѓам во песната, може некои други ќе се пронајдат. Тоа е од мене. Има ли нешто забрането кога е твојата професија во работа, значи експлицитноста, кога се песните во прашање, дали нешто само на себе се забрануваш, да нема да пееш таква песна, нема да се соблечеш многу во спот,
нешто лично кое што сама себе си го дала како, да го наречеме како забрането нешто? Па искрено не, до сама граница сите ние знаеме што е забрането, што не е забрането. Лично од мене си дозволувам баш се до граница, пошто еднаш се живее. Кога се научните настапи во прашања, македонската публика и скопската конкретно не може да види на настапи во Скопје или во Македонија. 3 години бевте во Австралија. Што толку ве задржа таму? Бев 3 години во Австралија. Сега баш на денешно време е многу тешко да се добие виза за Австралија. Јас ја имав таа среќа, но не може ништо да се случи туку така. Све со причина, све среќа. Ете тоа го доживеав, као ми се пружи шанса и било кој да е, не би ја испуштил таа шанса. Што се случуваше тие 3 години во Австралија? Работев со нашите македонци, значи од свадби, значи бев прва и единствена, можам да изјавам. Многу можат тоа да го кажат, не можат многу да го кажат нашите колеги. Единствено бев нонстоп со нашите македонци, нонстоп на забави. Ако на некој му е тешко да замене во Австралија, значи алудирам на вашите колеги, ете вие останавте 3 години. Што поразлично вие понудивте на нашинците во диаспората за да се задржите толку време? Може би харизма. Мислам дека харизма, пошто стварно знам да го сакам народот, да го пружам тоа од срце, а не току така колку да поминам, ајде као 6 сати да помине една свирка, не. Јас одам на настап, пеам, ама тоа време го пеам од срце. Значи, позитивна енергија, максимум. Зошто не настапувате во скопскиве локали, во скопскиве кафеани низ Македонија? Па, одлучив овој период да бидам на баш ова свадби, такви забави баш поскромно, пошто доста работев во Австралија и искрено премногу сум уморна и решив овој период малку на отпор. Се фокусирате на кариерата на нови спотови, нови песни. Го завршивте денеска снимањето на спотот, може точно. Можно ли е во скоро време албум да очекуваме или ќе работите песна по песна, спот по спот? Па планирам албум некаде април-мај, се уште не е сигурно, но се надевам дека ќе ми успее и тоа. Како гледате на ситуација во македонска музика во моментов? Оно што се случува, наплив на српска музика, помалку емисија за презентирање на вашата музика. Колку тоа влие на вашата кариера? Колку вие лично ви смета или како ве немани на фестивалите на кои што се доделуваат парични награди? Искрено, српската музика многу влијае во Македонија, но дали некој се запрашал од публиката, дали во Србија тоа се случува? Не. Зашто? И јас се прашувам. Каде и да појдеш тука во Македонија, значи прво ти е српска музика, а македонската музика не, сами ние тоа си го правиме. По моje мислење, дефинитивно сами тоа го правиме. Искрено јас македонската музика многу ја третирам. Прво ми е тоа, па после српската музика, доколку има потреба од публиката, доколку не, онда македонска музика. Каде ќе настапувате за најлудата ноќ? Тешко прашање, пошто во еден ден по 10 повици имам на телефон. Искрено, се уште не сум одлучила, пошто преокупирана сум со ваму, таму. Оставам да одлучам на некој место баш подобро и најдобро према мене и да сум блиску во Македонија. Не можам да не ја спомнам и вашата приватност. Знам дека имавте момче пред известно време. Може ли вака згодна девојка како вас да е сама и што треба да има некој за да го освои? Па, што треба да има некој за да не освои? Тешка ли сте на освојување? Многу тешко, да. И затоа ми е тешко да одговорам. Што е она толку тешко што никој не може да го направи за да биде до вас? Па може, како не може, али последно време многу тешко, пошто стварно сум на кариерата нафрлена и нема многу време за приватен живот.
и здравје. Не ми бега сега да одговорат. Што треба, што треба некој да поседува за да биде до тебе? Значи мора некоја карактеристика, нешто да те привлече кај некој. Да ме привлече прво да има љубов и почит. Тоа е најважно. Зошто прекина последната врска со момчето кој што бевте долги, ако не се лажам, подолг период? Подолг период, да. Поради тоа љубоморни сцени. Не сакам многу да дискутирам на таа тема. Љубоморни сцени во смисло на тоа дека љубоморен настапи? Нормално, да, и така да мене ми е поважна кариерата, се уште сум млада, имам време за љубовен живот, приватен живот. Така да по моје кажано се во свое време. Вие музичарите, поточно девојките, имате проблем со тоа да некој се носи со тоа што вие го работите. Значи, вие сте една оние кои што нема проблем со експлицитноста, како што напомена. Како ги решавате тие проблеми? Ева, раскинувате врска, а сепак го сакате? Па самата музика. Музиката е лек за тоа. Фала ти многу што беше дел од... Вас, поздрав, се најдобро.